Македонија како држава е немокна во непогоди и катастрофи. Од владата е побарана реорганизација на системот за заштита. Ова е одлука од денешниот состанок помеѓу министерите за здравство, земјоделие, одбрана и Центарот за управување со кризи. Донесовме одлука со која што и препорачуваме на владата подитно да донесе одлука која што накратко ќе треба да биде насочена во насока на реорганизација на целокупниот систем кој што всушност и не постои за да се справи со соодветно на секоја криза која што би настанала во Македонија. Факт е дека и Центарот за управување со кризи и сите останати институции делуваат во рамки на оние капацитети кои што сме ги наследиле, но факт е дека тоа е несоодветно и особено ненавремено согласно потребите. Што значи ова? Апсолутно да, ова е во насока на градење на еден систем во иднина. Слабостите ги гледате сите, не треба да ви ги објаснуваме. Факт е дека треба да се реорганизираме суштински во насока на соодветна реакција за ваква кризна состава. За пожарите во Македонија, Тошковски потврди дека засега има двајца осомничени. До сега имаме двајца осомничени за два конкретни кривично-правни настани и се превземени соодветни процесни чекори од аспект на утврдување на вистината и процесирање понатака до надлежни органи. За состојбата во јавното предпријатие Национални шуми, кои не можеа да се вклучат во гаснењето пожари и до сегашното управување, Тошковски со следниот коментар. Како да ви кажам, недомаќени биле. Значи, овие кои што менаџирале до сега држава биле недомаќени. Од овие причини на денешниот состанок е одлучено од државните ревизии на Национални шуми да им бидат доделени 15 тони гориво за да се вклучат во активностите околу пожарите.